2,5 години трпение имаме за председателот на комисија Илија Димовски. Јасно ќе го кажам тоа. Тоа е право на парламентот. Согласно законот. Тие бират Државен завод за ревизија. 2,5 години да биде заглавено нешто на комисијата за избори и именувања, кое што се води од господинот Димовски, не е фер и не е коректно. Тоа не е патриотизам, тоа не е чест на државата. Ако мислат дека на тој начин што согласно распределбата добиле председател на комисијата и да ги загрозуват институциите, е катастрофа. Еве денеска кулминацијата веќе е дојдена, не само што нема државен директор на Државниот завод за ревизија, туку и заменикот кој што ја исполнуваше таа функција, му заврши својот мандат. И за септември веќе немаат земена плата. Вработените или за октомври ќе не може да земат плата. Стигна кај мене дописот од вработените. Таа е институцијата која што не контролира сите нас јавните институции и навистина е срамота. Апелирам. Со достојна почит ние може да видиме различни политички колку сакаме. Да служиме на државата и минимум обврска на сите нас. Дали сме од СДС, од ВМРО, од ДУИ, од ДПА, од Алијанс, од било која политичка партија. И имаме законски обврски да носиме одлуки. Апелирам да се изберат тие институции каде што пред комисијата за избори и именувања навистина се застанати. Една од тие институции се Програмскиот совет на Македонската радио и телевизија. Друг е АВМУ, Агенцијата за аудиовизуални и медиумски услуги. Еве го Државниот завод за ревизија. Следува избори на Судскиот совет на членови кои што може да го блокираат Судскиот совет, а зборуваме за правна држава. Така да апелирам до парламентот, замолувам, јас сум биран од тој парламент како председател на влада, апелирам, замолувам одлуките да се носат.